Добре дојдовте на Femcast, нашиот фемитика подкаст кој е посветен на светот на жените, кариерата, мајчинството и се што е потребно за да изградите успешна и исполнета кариера според ваши услови. Моето име е Илина Пејоска-Затуровски и јас сум домаќинка на Femcast. Нашиот подкаст е продолжение на разговорот, ресурсите и алатките кои ги наоѓате на femitika.mk секој ден. Ова е подкаст за истражување, неуспеси, триумфи, храброст, страв и пристап на реален разговор кон развојот на кариерата на жените и проблемите и предизвиците со кои жените во нашето општество се среќаваат секојдневно. Секоја епизода е различна и ќе дискутираме на различна тема. Многу често ќе имаме и гостинки и со нив ќе разговараме за научените животни лекции поврзани со кариерата, мајчинството и семејниот живот и ќе истражуваме разни бизнис и кариерни стратегии кои тие ги откриле и од кои сите може да ги користиме во нашите собствени животи. Овој подкаст е за учење од најпредизвикувачките времиња, но заедно, бидејќи едно е сигурно, дури најтешките моменти можат да ја трансформираат вашата кариера и живот на подобро. На самиот почеток од моето излагање, јас би сакала да се заблагодарам за можноста која што ми ја укажа ОПСЕ да можам да продискутирам со моите сегашни колеги, со асистентите кои што треба да работат во нивните канцеларии за улогата, функцијата на пратеничката канцеларија, за моќноста како една успешна алатка, како еден успешен проект за лобирање и застапување. Таа, верувајте, е добар канал за комуникација помеѓу законодавниот дом и цивилниот сектор и една моќна алатка преку која што граѓаните директно се вклучуваат во процесот на донесувањето и креирањето на одлуките кои што се дискутират и се носат во собранието. Канцеларијата за контакт е во вистинска смисла на зборот сервис не само на граѓаните, него и моќна алатка на пратениците. Пратениците од канцеларијата можат да добијат повеќе информации од граѓанските здруженија, потребни материјали за работа во собранието, каде што ќе ги доставуваат предлозите на граѓаните. Една од главните цели на канцеларијата е да послужи како еден простор, како едно место за состаноци на пратеникот со граѓаните, каде што може да ги слушне од прва рака нивните проблеми, нивните барања, нивните потреби. Исто така е многу важно каде што целните групи кои што се среќаваат со сериозни проблеми и имаат мноштво идеи, доаѓаат во пратеничките канцеларии и нудат решенија за конкретните проблеми со кои што се среќаваат. Посебно внимание или посебна улога пратеничката канцеларија има во контактите со невладините организации, кои што, верувајте, се главниот извор главниот извор на информации, бидејќи тие се оние вистинските кои што прават анализи за одредени проблеми со кои што се занимаваат и тие проблеми ви ги носат во пратеничките канцеларии, а вие заедно со нив ги преточувате во законски решенија и ги доставувате до собранието или пак конкретни измени, дополнување на законските решенија кои што треба да се променат, бидејќи тие наместо да бидат проактивни во делот на имплементирање на законското решение, истите се појавуваат како кочничари и затоа пратеничката канцеларија е еден простор каде што се прават ваквите мини дебати за тоа каде и што треба да се интервенира или кои актуелни теми треба пратеникот да ги иницира како јавни расправи во собранието, за да можат истите да се актуализираат пред јавноста и да се најдат конкретни решенија за нивно решавање. Кои се главните функции на канцеларијата? Ги има мноштво, но јас ќе ги избројам или ќе ги наведам оние најглавните.
институционализирање на соработката помеѓу собранието и граѓанските организации самите граѓани, поврзување на граѓаните со законодавните тела во насока на зголемувањето на влијанието на цивилниот сектор во процесите на донесувањето на одлуките и законските решенија во собранието, обезбедување на релевантни податоци неопходни за остварување на интензивен диалог меѓу собранието и граѓанството со употреба на сите комуникацијски средства. И она што е многу важно е поврзувањето на граѓанинот со институцијата која што треба да го решава нивниот проблем на дадено прашање кое што стигнува до пратеникот. Многу е важна алатката на пратенички прашања, кој што на никој начин е еден од основните механизми за надзор врз работењето и улогата на законодавната власт, и граѓаните во мноштво доаѓаат во пратеничката канцеларија и носат конкретни прашања до пратеникот кој што треба да го постави на ресорниот министер, директор од одредена институција, и на тоа прашање треба да се добие конкретен одговор и да треба пратеникот се разбира да даде повратен одговор или фидбек на граѓанинот кој што очекува одговор на поставеното прашање. Многу е важно за успешна работа на канцеларијата е работата или профилот на асистентот кој што треба да работи во пратеничката канцеларија. На самиот почеток, кога се отвораа пратеничките канцеларии, морам да потенцирам дека тој пристап на избор на асистенти посебно ми се допадна, бидејќи изборот на асистенти подлежеше на чисто демократски начела и принципи, во кој што главен и основен и клучен критериум беше да асистентот по своето однесување и по својата професионална етика да биде ограден од било каква партиска етикета, и на тој начин се покажуваше дека асистентот ќе биде апсолутно на тој начин олеснат од страната на партиската припадност, ќе биде повеќе спремен во иста мера да обслужува граѓани, да речам, од различна политичка провиненција. Тоа беше првото нешто, првиот позитивен чекор во самиот почеток на проектот Пратенички канцелари. Одбраните кандидати за асистенти пред стапувањето на работното место обавезно подлежа на интензивни обуки, академии, во трајање од повеќе недели, ми се чини, или денови, не знам тоа како беше, во кои што им беа доставувани сите потребни алатки и информации за отпочнување со работните задачи. Меѓу нив беа вклучени и познавањето на законските рамки за информации од јавен карактер, начинот на процесирањето на граѓанските барања до собранинските инструменти или до локалните институции, апликативна примена на добрите пракси од поразвиените демократии и слични модели со кои вработените беа спремни да го и обслужуваат граѓаните и пратениците и да го создадат онај важен мост меѓу нив. Во континуитет, верувајте, семинарите, обуките продолжуваа и капацитетот на вработените асистенти во пратеничките канцелари се движеше во нагорна линија, а со тоа и секој еден пратеник има бенефит, бидејќи секогаш беше спремен и беше исполнет или надограден со информации, неопходни информации кои што му беа потребни при нивната работа на изнесување на одредени факти на собраниската говорница. Се избра личности, асистенти со многу вештини, со многу квалитети, претежно беа со високо образование и, она што е најважно, со голем морал и ентузијазам да можат да допринесат во зголемувањето и на доградувањето на парламентарната демократија. Со право сакам да потенцирам дека и тогаш, во моментот кога
имав асистент и се борев за подобрување на нивниот статус, за жал ниту тогаш, а не гледам ниту денес, дека никогаш надоместокот кој што го добиваат асистентите не го постигна она потребно ниво кој што задоволително ниво кој што истите го заслужуваат во однос на задачите кои што ги обавуваат, што сметам дека е хендикеп во однос на мотивирањето на млади кадри да бидат дел од тимот или институцијата пратеник. Она што исто така беше клучен фактор за успешната имплементација беше поединечното препознавање на потенцијалот на овие канцелари врз работата на пратеникот и верувам дека секој еден пратеник кој даде многу важен и врвен приоритет, односно важност на работата на својата канцеларија, може да секогаш после тоа да дискутира за одреден бенефит, за свое зајакнато влијание врз гласачите, за зголемен политички рейтинг и рангирање во својата заедница, секако се истакнува со огромниот ангажман во парламентот и секако во својата политичка партија. Кои се бенефитите од проектот Пратеничка канцеларија? Огромни се, ќе набројам некои од нив. Овој проект на маса ги обедини капацитетите на општините, капацитетите на граѓанските организации, капацитетите на собранието, за да се обезбедат скромни, но логистички неопходни ресурси за оперирање на канцелариите. Овозможување директен пристап до пратеникот, овозможување непосреден контакт со граѓанинот и гласачот, со што се овозможува во директен контакт да се пренесат нивните идеи, потреби, сугестии и проблеми. Конекција на граѓанинот со институциите, преку институцијата пратеник во стварување на своите права и обврски и секако директно учествување во процесот на донесување на одлуките во собранието преку нивните интервенции во законски решенија, преточени преку амандмански интервенции или преку предлагања на нови законски решенија иницирани од народната маса. Информација од прва рака поднос одредени законски решенија кои се донесуваат во собранието, кои што се од исклучително значење за граѓаните или на одредени целни групи, се формира или се организира голем број на конференции во Струга, голем број на форуми, голем број на собери со невладините организации каде што се дискутирало одредено законско решение пред истото да биде донесено во парламентот или од нивното донесување повторно се отвараја дебати за да се види дали ова законско решение ги задоволува во потполност потребите и барањата на граѓанството и дали истото ќе биде проактивно или ќе биде кочничар при нивното имплементирање. Покренување на јавни расправи, форуми, собери, она што го кажуваш по однос на актуелни прашања и теми кои што ги тангираат граѓаните и сите тие заклучоци кои што беа донесувани на тие форуми беа пласирани до ресорните министерства или институции со цел да се каже кои се заклучоците кои што беа донесени од широките дебати на граѓаните или на граѓанскиот сектор. Накратко би сакала да проговорам за случајот на канцеларијата број 53, тоа е мојата канцеларија во Струга. Морам да кажам и морам да потенцирам како и секој почеток, така и бидејќи бев од првите пратеници кои што во првата група на пратенички состав каде што се отворија пратеничките канцеларии и така заедно се учевме и се надоградувавме чекор по чекор, согледувајќи ги сите проблеми, негативности, а и позитивности кои што пратеничките канцеларии ги носат со себе. Секој почеток е тежок, така и отпочнувањето со работата со пратеничката канцеларија во Струга најде на одредени тешкоти. Но, кога ќе имате исклучително амбициозна, млада асистентка, комуникативна, исполнета со бројни идеи, мислам дека тие тешкоти на почетокот заедно ги надминувавме и си го поставивме првото прашање како да почнеме со работа. Како да ги сензибилизираме граѓаните во Струга
и да кажеме дека во Струга има еден простор, едно просторче, канцеларија на пратеникот, каде што ќе можат да дојдат, каде што ќе можат да дискутираат за сите проблеми со кои што се обкружени, заедно да побараме начин на решавање на истите и така натаму. Значи, бројни дилеми беа пред нас на самиот почеток и си поставивме цели и си поставивме начала како постулати врз основа на тоа што е фактички главната улога на канцеларијата и која е главната цел која што канцеларијата треба да ја исполни и основната нејзина работни задачи или ингеренции, и тоа ни беа основните постулати или чекори за да можеме да зачекориме и можеме да започнеме со работењето на канцеларијата. Воспоставивме неколку начала, врз основа на кој што мојата канцеларија работеше до крајот на незиното затворање. Прво, началото на комуникативност и достапност, бидејќи да се биде јавна личност, не само што представува голем број на внимателно пресметани чекори и акции, туку представува, верувајте, и на некој начин создавање на некоја приказна, на некој имидж, содржина, комуникација која се карактеризира со волјата да се слушаат и согледаат повеќе слоеви на граѓански предизвици со цел и внатрешно и надворешно во секое време пратеникот да биде во тек и да биде вклучен во граѓанските иницијативи. Само така сметавме дека пратеничката канцеларија ќе најде начин да стигне до секоја една адреса. За успешната приказна на канцеларијата 53 стои неминовниот добро чувство за комуникацијски вештини и внатрешно и надворешно и свесноста дека јавното експонирање треба стратешки и конструктивно да остави добар белег и имидж и на пратеникот и секако на асистентот и на проектот во целина. Особено ова е многу значено за вакви мали и ранливи средини како што е Струга. Канцеларијата го имаше својот подем и држеше на вистина заслужна позиција за добрите практики, подпирајќи се на началата на непристрасност, отчетност, транспарентност и непартизираност, беа на прво место при поставувањето и остварувањето на задачите. Во тие денови на подем, како тим пратеник асистент, воспоставивме вредни односи со сиот граѓански сектор во заедницата, станавме представници и иницијатори на координативни тела за женските права, за култура, за туризам, за спортски развој. Имавме во континуитет месечни настани за опфат на голем број на граѓани и општествени прашања во интерес на заедницата, на која што се бележеше присутност од припадниците на сите етнички заедници, представници од различни партиски одгрануци, представници на бизнис секторот, советници и присуство на представници од локалната самоуправа, представници од централните институции и секако обични засегнати граѓани. Со еден збор, околу овие демократски практики се виде волјата и отвореноста, крутите практики да се стават на страна и во нашата средина да завладеат вистинските начала на демократијата. Меѓу другите успеси би ги набројала и свечените собири и празнување на национални празници и јубилеи за чија што организација, иако е факултативен дел во описот на работни задачи, сепак во Струга беше заслужна пратеничката, односно нашата канцеларија. Истото може да се каже и за пилот иницијативата за градскиот весник со афирмативни содржини, кои што ќе ги бележат успешните пракси во една заедница, кои што пратеничката канцеларија, број 53 или мојата канцеларија, ги направи, излезе за жал единствен број на градски весник, каде што се презентира успесите на локалните институции, но заради немање на финансиски средства тој понатаму не можеше да продолжи. Ако треба да дадам уште еден совет како корисни алатки во работата на пратеничката канцеларија,
Тоа би биле секако истражувањата, статистиките, прашалниците и други еволуциони алатки со цел системски да бидат опфатени граѓанските идеи, иницијативи и проблеми, предизвици врз основа на кои понатаму ќе барат одржливи солуции и решенија. Овие резултати и практики представуваат, како да кажам, на некој начин репер за добро работење под мотото служба и отчетност. Тие се резултат на исклучиво добрата соработка помеѓу пратеникот и асистентот, одличното ниво на комуникација кој се темели на непосредност и валоризирање на квалитетите и идеите, слободата и секако довербата да се допуштаат задачите да може асистентот слободно да ги извршува и се разбира многу е значајна и иницијативноста, квалитетите и индивидуалните перформанси на асистентот. И како што напоменав и погоре, ваквиот елан и продуктивност се едноставно неодржливи со оглед на нискиот надоместок и во многу наврати каснење на истиот кусок од оперативни средства. Тоа е невозможно, сите ваши идеи кои што сте ги зацртале со пратеничката канцеларија да ги остварите, се невозможни. И покрај силните критики за тоа, верувајте дека пратениците земат високи примања, мора да се потенцира и тоа дека добар дел од истите одат во пратеничката канцеларија, доколку сакате истата да има еден добар успех и која што во иднина ќе ви донесе, како да речам, дополнителен мотив во реализирањето на сите или во остварувањето на она што вие сте го зацртале да го постигнете. Пратеничката канцеларија во Струга помагаше во настани од поширок јавен карактер, како што ќе набројам некои од нив, ребрендирањето и репозиционирањето на меѓународниот ракометен турнир во Струга, традиционален турнир кој што со години обстојуваше, кој што го воздигна пратеничката канцеларија на едно повисоко ниво. Навистина требаше многу ангажман, добар тим за работа, но успеавме во тоа. Учествуваше во организации, чествување на низа културни настани, на државни празници, хуманитарни акции и други безброј иницијативи кои што се од значење и вредност на целокупната заедница. И исто така, мобилната канцеларија мора да ја напоменам, која што одеше во подалечените места, рурални средини, кои што се на оддалеченост од 30 повеќе километри од Струга, директно во комуникација со граѓаните, се со цел да се слушни секој еден проблем со кој што граѓанинот се соочува. И на крајот, кога ќе треба да сублимираме, има уште многу навистина да се говори за пратеничката канцеларија, за сите тие регионални конференции кои што сме ги организирале, за меморандумите кои што сме ги подпишале со одредени невладини или други целни групи, се со цел пратеничката канцеларија постојано да им биде во испомош во решавањето од аспект на законодавство на проблемите со кои што се среќаваме на терен. Можам на крајот да донесам еден заклучок. Дека парламентарната мрежа за комуникација со граѓаните е голем организам кој не смее да остане одвоен од другите организми од Собранието на Република Македонија. Неговата одржливост е ставена на ризик ако тој продолжи да екзистира паралелно приклучен само на помошни и кревки апарати. Напротив, верувајте, тој треба да стане интегрален орган на кој ќе се посвети посебно внимание, да биде логистички и организацијски покриен за да остане репер за доброто демократско работење. Успешноста е секако во рацете на пратеникот и секако на јавните улоги кои неминовно ги носат асистентите во овие канцелари. Па затоа е неопходно тие да бидат квалификувани,
добро ценети и платени како интелектуален и стручен кадар со соодветно сигурување и известна институционална гаранција. Најжално е во сета ова одисеја на асистентите што истите не бенефицираат од државниот систем и за своја работа не добиваат ни практикански, ни волонтерски стаж, признание некакво за работењето во државна институција, автоматски се на тој начин непривилегирани и неквалификувани за понатамошно напредување во државните и јавни службеници, иако со ова работа го стекнале основното потребно искуство и потребните квалификации да одговорат на повисоките функции. Бидејќи работењето во пратеничката канцеларија не е само одење на работа, седење за да ја држите канцеларијата отворена. Напротив, бара многу посветеност, многу напорна работа и од аспект на познавање на законските решенија, и од аспект да се анализира, да се прават разни анкети за да се видат кои се потребите и каде треба пратеникот најповеќе да реагира, комуникацијски вештини и сето она што го говорев предходно. И да завршам. Дека овој проект пратенички канцеларии е неопходна алатка во рацете на пратениците, не заради нивна промоција. То најмалку, верувајте, е важно во моментот. Напротив, заради зајакнување на комуникацијата помеѓу пратеникот и граѓанинот и можноста на пратеникот одблиску да помогне на граѓанството. Затоа не смееме да дозволиме како пратеници овај проект да изумре, напротив, треба да најдеме начин и силно да притискаме истиот да се унапреди, бидејќи е од исклучителна важност за унапредување на парламентарната демократија. Јас верувам во ОПСЕ и во нивните напори и во другите институции кои што ни помогнале во креирањето и овај проект на пратенички канцелари да го доведеме до овај степен, дека и понатаму ќе бидат главните партнери во неговото усовршување. Јас уште еднаш ви благодарам за можноста да се искажам за тоа што фактички пратеничката канцеларија може да направи во зголемувањето и допринесувањето на зголемувањето на имиџот на пратеникот. Ова е само еден, верувајте, еден мал дел, ова е цела една стратегија, ова е цела една наука, која што благодарение на ОПСЕ и, како повторам, и останатите други наши партнери, еве на ваков начин ќе биде надоградувана и ќе биде проследувана од генерации или пратенички групи и асистенти, се со цел да се допринесе на некој начин да се приближиме до оние, како да кажам, демократи, парламентарни демократи од кои што навистина треба да се учи. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам добра работа. Дојдовме до крајот, тоа е се за оваа епизода, драги слушателки и слушатели. Ви благодарам што не слушавте до крај и се надевам дека ќе не слушате повторно во нашата идна епизода. Доколку ви се допаѓа овој подкаст, ве молам кликнете на копчето subscribe за да ни дадете дополнителна поддршка или споделете го со вашите пријатели. Овој подкаст е достапен и на femitika.mk во категоријата подкаст. Јас сум вашата домаќинка Илина Бејовска-Зацуровски, ви посакувам убав ден и се слушаме во следната епизода на Femcast.